Лозарите и винариите се согласија и годинава грозјето да се откупува по цените кои важеа минатата година. Исто така по барање на винариите ќе се менува и законот за вино со што ќе се врати старото решение за исплата на грозјето во рок од 6 месеци. Но во закон ќе биде внесено 20% од грозјето да биде платено по откупот и тоа најдоцна до 15 декември. Со посредство на Министерството за земјоделство, лозарите и винарските визби се договорија грозјето од сортата Смедеревка да се откупува по 11 денари за килограм, додека па килограм од сортата Картушија да се плаќа 13 денари. Бербата се очекува да започне за една недела. Директорот на Државниот инспекторат за земјоделство Цветан Трипуновски за телевизија Нова најави интензивни контроли на терен за целиот откуп на винско грозје, со цел да се почитува договореното меѓу лозарите и винариите отколу цените за килограм грозје и начинот на плаќање. Се постигне договор да се врати стариот рок на отплата од 6 месеци, со таа разлика што на земјоделците ќе им се гарантираат 3 рати на исплата на винското грозје. Тоа значи дека до 15 декември ќе треба да се плати 20% од откупената количина, до 15 февруар ќе се плати дополнителни 40% и до последниот рок 30 април ќе биде преостанатите 40%. За секоја отстапка од овие 3 договорени термини за исплата се предвидуваат и казнени мерки према винариите кои што нема да ги почитуваат. Со договорот според Трипуновски исто така е предвидено сите лозари кои што ќе сакаат веднаш да се ги земат парите за предаденото грозје, да може да го направат тоа во договор со винаријата за цена пониска до 8% од договорената. Тој информира дека ќе се формираат повеќе тимови за да бидат покриени сите откупни места каде што ќе се врши откуп на винското грозје, со тоа што инспекторите ќе бидат дополнително опремени и со себе ќе имаат широмери кои ќе бидат во сопственост на инспекторатот. На овој начин ќе се избегне и најмалата потенцијална загуба во делот на утврдување на шеќерните единици.